најголеми резултати немаат тие што имаат најголем потенцијал. Значи, има некои што стварно имаат потенцијал, таква генетика, полесно може да направат тело, ама најголем резултат имаат, би кажал, тие што немаат толку потенцијал за вежбање, значи едноставно како млади не се бавеле со спорт, пошто се пресните на компјутер, немаат некоја желба кој знае како да изгледаат, ама они имаат нешто што другите го немаат. За да можеме малку побрзо и посилно да го вртиме светот, денеска ќе зборуваме за спорт, односно за производ кој што е поттикнат и направен и создаден од двајца спортисти. Тие се браќа, Матеј и Андреј. Андреј се бави со фитнес веќе долги години, има свој фитнес центар, додека Матеј е добитник на прво светско злато кај нас во карате, во традиционално карате. Ќе ни спомна нешто повеќе за тоа, меѓутоа тие одлучуваат дека ќе направат производ кој влегува во сегментот на супер храна, кој што нив им недостасувал на пазарот, успеваат, го прават и во моментов се повеќе освојуваат пазари. Ќе им дозволам нив малку повеќе да кажат. Но пред да отидеме на тоа, да ве потсетам дека и оваа епизода е создадена од Змај со маркетинг и продукцијска поддршка од AdValue. И секако, ако сакате да не поддржите во нашето вртење, стиснете subscribe. Здраво! Здраво, Јована, фала ти на поканата. Ќе почнам со првото прашање и овие за двајцата, бидете кратки. Што го врти светот? Креативни идеи и иновации. Мојот свет, фамилија, бизнес и вежбање, а генерално светот би кажал информации. Ајде сега ќе ви поставам едни кратки прашања. Обично ги поставувам вака на самиот почеток на епизодите. Одговарате ми само со избор со еден збор. Карате или тератана? Тератана. Тератана. Сериозно? Да. Каратето ми беше прва љубов, ама таа етапа заврши. Сега моментално фитнесот ми е нова љубов. Добре, но секогаш за новите љубави. Андреј или Матеј? Андреј, нормално. Матеј нормално. Јас мислев обратно ќе кажете, добре? Не. Добре. И развивање на бизнис или спорт? Спортот не го давам за ништо, ама и бизнесот е неопходен. Па, ја мислам две во едно може. Две Може. во едно, кога што ги ставме, ние мислам дека две во едно. Добре. Интересно, значи и спорт и бизнис. Така. Да. Баланс. Бизнес поврзан со спортот, ето, да викам две во едно. Добре. Интересно ми е каков производ создавате, иновативен е, кога некој ќе го погледне, ќе рече, добро сега, од каде двајца млади луѓе ќе создаваат храна. Се работи за, вие ја викате супер храна, меѓутоа за нас кои што помалку се разбираме во супер храна, тоа е еден вид на комплекс на протеини и други супстанци во прав, кој што може да се користи за да замени веројатно одреден број на производи. Вие ќе ми објасните подетално што развивате, каков е овој производ и само да кажеме дека тоа е одобрен од страна на сите агенции, дека веќе сте добиле финансирање за да го отпочнете бизнисот како иновативен бизнис, така што кажете ми нешто повеќе за продуктот и понатаму во која насока ќе го водите бизнисот. Ајде, вака ќе почнам. Зашто супер храна? Тоа е, значи, супер храна е производ кој што има повеќе здравствени придобивки за човекот. Нашиот производ прв е составен од 8 протеини од растително потекло, 7 адаптогени билки, МЦТ, авокадо и баобаб. Сите заедно, значи во комбинација имаат низ на здравствени придобивки. Идејата беше да создадеме производ достапен за сите, кој што може да го конзумира секој човек, и млади и возрастни, и спортисти и неспортисти, и да офатиме што повеќе потреби од исхраната на еден човек, да може, значи, во еден производ да ги ставиме. На дополнување со протеини, додека адаптогените билки и медицинските печилки кои што се внатре го регулираат метаболизмот, ендокриниот, нервниот и имунолошкиот систем ги зајакнуваат, дава енергија, така да идејата не беше што повеќе потреби да ги ставиме во еден производ, кој што ќе може да го користи секој.
Добра, значи е безбеден за користење, меѓутоа дали Да, треба апсолутно. да се внимава на дози, колку точно во текот на денот треба да се конзумира, ајде прво ти мате, па после ќе преидеме на она од каде ви дојде Да, идејата. значи дозирањето е многу битно. Може да се конзумира една до максимално 3 дози на тримамерица, бидејќи адаптогените билки имаат лимитиран дневен внес, значи колку може да се на дневна база да се внесува. Во однос на безбедноста, да, значи прво производот, истражувањето и развојот го правиме, значи внатрешно интерно кај нас со експерти, со фармацевти, значи во лаборатории се прави. За потоа, за да излезе на пазарот, ние имаме многу строги закони во Македонија и контроли, значи мора да помине фармацевски факултет, мора да даде позитивно мислење. Комплетниот производ кој го завршиме го даваме таму и од таму мора да добиеме позитивно мислење, односно негативно ако нели те вратат назад, за да оди понатаму. Потоа оди во Институт за јавно здравје, каде што испитува физичката безбедност на производот. Дали има присуство на тешки метали, микробиолошка, хемиска структура, за на крај сето тоа оди во Агенција за храна и ветерина, каде се даваат од сертификати за суровини, во што ќе се пакува, дали амбалажата е безбедна, претходните испитувања за на крај да ти дадат зелено светло дека може да излезе на пазар. И вие сите ова го изодевте, значи сите овие лавиринти, да кажеме, Да, институционални. долг Да. пат е, да, ама го изодевме, сега веќе кон вториот, кон третиот производ, да кажем, веќе го знаеме падот, ама сепак е долг и не е лесен, ама тоа е добро, тоа така треба да биде, веќе Да, се работи јас за се слажам. храна, мора да биде така. Мора да биде така и треба полека да го прифатиме тоа дека кога се работи за храна, секој од нас би сакал да биде да речеме Пред се некако безбедна. сигурен, да. Пред се безбедна. Во нашата област, бидејќи се датоци во исхрана, ефикасноста, значи ефикасноста и безбедноста се две работи на кои што највеќе внимаваме. Така. И утре ако сакате да го извезете веројатно на некој странски пазар, кога ќе видат дека тука се сте поминале како што треба, ќе биде многу полесно, можеби ќе требаат дополнителни лиценци, меѓутоа веќе тој пат, како што кажа, еднаш ви е изоден, втор пат за вториот производ и така натаму. Бидејќи Агенцијата за храна и ветерина кај нас е скоро 100% прилагодена според ЕФСА, Европската агенција за храна, така да Европа има најстроги правила, вклучително и Македонија, најстроги правила за храна. Така да верувам дека, мислам дека мала документација дополнителна и дека без проблем ќе го извеземе во Европа. Добро, ова е добар ноут за тие кои што размислуваат во оваа насока да создаваат некои своји продукти кои што се прехранбени, да знаат дека има процедури, дека тоа не е така од денеска за утре. Меѓутоа, јас сакам малку пред создавањето, пред одењето на тие процедури да ве вратам. Андреј, ти кога почна со идејава за продуктот, тргна од себе или тргна од некоја пазарна потреба? Па да, тргнав од себе, значи не беше како бизнис идеја, туку беше одлична потреба. Ќе давам Добре. мал вовед како дојде до тоа, значи јас почнав со спорт на 6 или 7 години, до 19-20 години, значи се бавев со кошарка професионално и вежбав. Значи тренинзите беа од минимум 2 пати до некад 4 пати на ден, што е многу и не би го препорачал за младите луѓе, значи тие што се сега што го гледаат подкастот, тога се млади, тоа е премногу вежбање, нема потреба. И до 20 години така функционирав и немав никаква суплементација. Суплементацијата е неопходна ако тренираш на тоа ниво. И веќе на кај 20... Зашто во спротивно би требало многу да јадеш? Како и да, јас јадам многу, еве сега вежбам само тајетана, значи последни 8 години и јадам 5 до 6 пати на ден. Значи јас јадам со сила, мене не ми се јаде 6 пати на ден, ама неопходно е да изгледам така за да биде секој што треба да се јаде тоа што треба и количински за мене многу. Сега, тешко е некој работи само преку храна се внесат и потребна суплементација. На 20-21 година прв пат отидов на нутриционист, така малку посериозно да ги сватам работите, она ме насочи дека мора да имам некаква суплементација и тогаш почнав со конзумирање на протеин. Памтам дека идев до Солун специјално, од таму имаше една продавница кај што имаше светски брендови што кај нас ги нема. Добро. Така да конзумирав од таму некои 5-6 месеци и сватив дека не е за мене затоа што организмот мене не ми поднесува пример whey protein од суридка зашто сум интолерантен на лактоза.
Whey протеин да се прави од Да, сурутка, тоа што е е 100% млечен сурутка, протеин. мислам нема ништо лошо во тоа. Само мојот организам не го поднесува. Иако Има и многу луѓе, јас колку што слушам, што се алергични. да, на- значи прави да речеме лактоза. кај некои луѓе проблеми на стомакот, малце гасови такви работи. Кај мене делуваше лошо затоа што има малце последи во организам, тоа значи од сите додатоци, адитиви, бои, такви што ставаат, за мене не беше кој што треба. Кога направив крвна слика тогаш, секад ми било кој што треба, тогаш првпат не ми беше кој што треба крвната слика, односно бубрезите црниот добеа малце, да речам, токсични или под оптаретени од претходно и прекинав да конзумирам и од тогаш немав друга опција освен да имам нешто свое. И така дојде идејата да имам нешто свое, значи тогаш не беше како бизнис идеја, туку беше чисто од наша лична потреба. И почнавме јас и брат ми да се едуцираме на таа тема, да истражуваме и така почнавме со бизнисот. Генерално Значи од собствена потреба, меѓутоа веројатно се размислиле дека постојат и други како вас, затоа што нели често кога ќе почнеме од себе, мораме да видиме дали Да, голем дел, и интолеранцијата, голем дел од популацијата има интолеранција, како што кажа брат ми, исто така и тегови во стомакот, надуеност, гасови, тоа се исто така дел од нарушена крвна слика, токсични органи, тоа се дел од негативните ефекти на кои што ги има на, да кажам, синтетички, вештачки суплементи кои што се на пазарот. Од тамо и нашите лични потреби, бидејќи кога се води динамичен живот, потребна е суплементација. Тоа се додатоци во исхрана, да ја збогатиш исхраната со макронутриени кои што му се потребни на твоето тело. И така почнавме со стоките кои што ги користиме денес за формулација на нашите производи, ги дознавме, почнавме индивидуално да ги нарачуваме, да ги користиме за нас, научивме како може да се комбинираат и така почнавме да ги комбинираме пред се за нас, па потоа видовме прилика, ова може да прерасне во бизнис. Истраживме малце, видовме на каде се движи светот, дека се движи баш во таа насока, дека доста број на луѓе веќе се подига свеста дека синтетичките лабораториски создадена храна дека е штетна, дека има саид ефекти и дека све повеќе се враќаме можеби кон минатото на природна органска храна. Така да мислам дека таму се движи светот. вие правите некоја комбинација од она што е природно и редовно се користи, меѓутоа и продукт кој што брзо ќе се конзумира, зашто знаеме дека голем дел од оние продукти кои што во моментов ги користиме, не секогаш ги користиме затоа што веруваме дека се најздрави, често затоа што не се најлесни за користење, да не се лажеме. Сега, јас имам некои интересни проекции за тоа колкав е пазарот на протеини, затоа што вие сте баш во таа област на некој начин. Ова е екстракти од протеин, веројатно не се само ваков тип на производи, туку и многу други влегуваат, меѓутоа тоа екстремно расте, па вели дека до 2032 година треба да стигне до 47 милиарди долари. Се гледа растот затоа што во 2021 година тој бил 26 милиарди. Значи имаме сериозен раст. Тоа не го гледаме кај многу индустрии и кај многу пазари, така што интересно вие сте се позиционирале, иако нели теоретски сте почнале од себе, сепак и светот оди во таа насока, веројатно на многу луѓе им е потребно некое вакво решение. Меѓутоа, кога зборуваме за храна, или за нешто што е супер храна, или за некаков додаток во исхрана, кај нас обично имаме некоја замисла дека малку луѓе тоа можат да го работат. Како добивте финансирање и како го финансиравте стартот на бизнисот? Тоа е секогаш интересно. Ние мислиме дека најчесто опција ни е кредит, што е една од опциите. Ако имате добра бизнис идеја, можете да земете кредит, меѓутоа онаа фаза на тестирање додека да стигнете до некаков производ и слично, како тоа го финансиравте? Тоа ме интересира. Вака, првично од средства претходно што сме работеле, што сме имале одвоена страна, поддршка од фамилијата, поддршка од пријатели, од роднини. На почеток почна така, кредити не се за почетна фаза, тоа е мојот став. Мислам дека кредити треба да дојдат во степен кога бизнисот ќе почне веќе да функционира, ќе има приходи за раст и ширење на бизнисот, дека тоа е моментот за кредитирање. Тоа е мој личен став. Почетоците наши беа од собствени, како што кажав, собствени лични средства кои што сме ги собрале
и не може све одеднаш. Нас процесот ни траеше неколку години додека го направиме производството, додека го премиме. Сето тоа е можеби споро, но сигурни чекори. Не може одеднаш преку ноќ и денес сакам, некој можеби може, но зборам за реални услови, значи процесен, но најбитно од све мислам дека е решителност. Да се постави цел, направиш анализа, поставиш цел што сакаш да ја постигнеш и одиш напред. Има многу предизвици, има многу сопки, паѓаш, стануваш и продолжуваш. Не мислиш да се откажуваш, не мислиш дека има назад, значи гледаш напред, гледаш кон целта и чекориш право. Тоа е, мислам дека на број 1 што е потребно за секој предприемач, секој кој што сака да почне нешто свое да работи, дека кога ќе постави цел, оди кон целта и нема назад, не застанува. Ова е тој мајндсет што ти треба за злато да освоиш. Па да, можеби таму потекнува. Тоа беше исто долга, бидејќи долги години се надпреварував на преварачката. На крај мислам дека пресуден момент за освојување на злато, мислам дека беше мајндсетот, не беше физичката подготвеност. Години назад се надпреварував, бев на врно физичко ниво, техничко, ама мислам дека мајндсетот некои работи кои веќе бев најголема решителност кога примитив кај мене дека постои, тогаш можеби најлесно дојде златото до мене, да кажам, да го освојам. Така, Андреј, ти почнуваш и друг бизнис пред да го почнеш овој или паралелно? Зборуваме, отвараш теретана, таа ти помогна ли во финансирањето тука? Ние малце потешко ни беше зашто паралелно ги почнавме двата бизниса. Значи да беше едниот па другиот може полесно ќе поминевме, ама ги почнавме паралелно и малце беше потешко, но искрено бидејќи цел живот сум во фитнесот, теретаната за многу кратко време стана профитабилна и така понатаму го финансирав и производството. Значи теретаната... Значи можеби не било така лоша одлука паралелно да се почне. Па добро, почетокот беше многу тежок, затоа што и многу трошоци имаше за двата бизниси, а од нигде не влечеш плај. Значи имаш многу трошоци, немаш профит, го издржавме тој дел, заедно со Матеја почнавме теретаната. За мене тоа е, не знам, како нешто што правам цел живот, така да ми е лесно. Потоа почна лека по лека се развива и производството, значи добивме грант од Фонд за иновации. Така, значи голем дел од средствата ни се од тамо. Имаме свое производство, што многу луѓе малку чудно го гледаат тоа, кога не веруваат дека ние може да имаме нешто свое, значи ние имаме све што ни е потребно, ние произведуваме, многу нормално, значи јас и брат не сме фармацевти нити технолози, има луѓе што ги работат тие работи кај нас. И така е сега теретаната е веќе не знам колку 2,5 години тој може си работи, а производството, значи почнавме пред некој време со првиот производ, вчера го извадивме вториот производ и за кратко време ќе биде и третиот производ. Така, користите вие и експертиза, меѓународна европска експертиза, за да го развиете производот. Како стигнавте до ова лице? Често знаеме дека ни треба некаков експерт, дека сакаме да речеме да е од некоја земја или од некаде каде што целиме да ги пласираме производите, ама како се стигнува до ова лице? Истражување. Значи, кога нешто ви интересира, денес барем светот е многу конектиран, на интернет може да се најдат контакти од се. Треба само да се посвети доста време. На Google да пишеш, може би ќе ти излезат првите неколку, не знаеш како се вистински, да треба да се посветиш месеци во истражување додека доеш да ги најдеш правите луѓе, кои ќе ги најдеш луѓето, после тоа веќе нели почна да функционира. Не беше специфично, бидејќи тука конкретно во Македонија оваа индустрија можеби се уште не е толку развиена, така да моравме во странство да бараме. Иако тука и кај нас исто така имаме доста добра соработка со фармацевски факултет и така натаму, ама генерално главната експертиза ги најдовме значи во странство ги. Па веројатно и бидејќи е доста иновативен продуктот, мора да учиме и од поднапредните земји. Они имаат можеби поголеми институти, работат година за истражување, разни истражувачки центри имаат, научни истражувачки центри, така да кои што има и кои што се достапни информации, кои што се достапни и кои што сакаат да споделуваат со светот, така да ако сакаш да учиш, мислам дека може да се учи да се најде. Во моментов вашите продукти ги продавате на македонски пазар преку главно онлайн продавници, ги има во супермаркети, не сум сигурна ќе ми кажете дали ги има и физички да се најдат некаде.
Меѓутоа ме интересира колку македонскиот пазар е заинтересиран за вакви производи. Има ли потрошувачка кај нас? Па понатака ќе зборуваме за нели можноста за освојување на некои странски пазари. Ајде, Андреј, малку ти во овој дел. Па добро, ние сме уште на почеток, така да фали да речеме на едукација на луѓето, зашто е потпун новитет кај нас и многу нормално дека луѓето не ги знаат голем број од состојките. И така да треба малку да ги едуцираме, да се посветиме на тоа. Во маркети се уште не сме влезени, малце по-проблематично, по-тешко, ама се надам дека и таму ќе влеземе, иначе во фитнес центрите, во Палестар, во Хотел Парк, во Стурмица, во Синерџи, значи скоро сите фитнес центри ги има нашите производи таму, на онлайн платформите, на нашата веб страна, кај нас во Таретана, така да пополека почнуваме да ги пласираме сегде. Добре, А за интересно. остранство, да, значи размислуваме и мислам дека е неопходно да се прошириме во странство, зашто нашиот пазар е мал, Ограничен. значи ограничен е. И финансиски е ограничен. Не знам колку Па- е само големината, меѓутоа нели Така, купувам таму, ќе купувам таму, да и Да. Да, во странство ете во економски појаките земји кај што имаат повисок стандард, цената на суплементите е иста. И така да таму многу полесно може да си го приуштат нашиот производ. Да, Добро. генерално бидејќи сите суровини доаѓаат, ние од суровините кои што ги користиме не се од не растат тука во Македонија, се од различни делови на светот, потеклото. И тоа малце да кажеме го прави потешко достапен во однос на цената, бидејќи Самите странски- суровини самите се суровини, скапи. самите суровини пуста потекнуваат од земја, кажеме на пример Холандија, каде што има многу повисок стандард, додека дојдат плюс транспортот, додека дојдат тука, додека се направи тоа, значи можеби тоа е еден предизвик, но се надевам дека со текот на годините и стандардот ние самите во држава ќе си го подигнеме, така да Ќе си го подигнеме, да, и јас верувам искрено во тоа, особено што гледаме дека расте. Веќе луѓето бараат повисоки плати, можности. да. А во однос на производството на суровините, мислите дека има можност да се направи тука нешто, нели пред да почнеме дискутиравме контролирани услови, специфични некои хангари за производство на таков тип се на уште суровини? мислам дека барем за нас, лично мислам дека е рано. Тоа се ипак исто така големи инвестиции, мислам дека треба да пораснеме до одреден степен, па да почнеме да размислуваме веќе и за таа фаза. Тоа е малце понапреден чекор. Тоа веројатно би влијаело доста позитивно на намалување на цената Да. на Да. на импутите барем, Да, па сега на апсолутно, производот. да. Не може па, од сега да На кажем. производот ние генерално немаме висока маржа поставено. Па ќе кажам, самиот транспорт ете цела ситуација во светот, значи се е поскапено, поготово ете сите органски работи што се, значи суровините се многу скапи, да ги донесеш до тука, сето тоа кошта многу, така да многу нормално поевтино би било доколку кај нас го имаме сето тоа. Секако една од причините зашто луѓето користат суплементи во дел е вие работите со многу луѓе во теретаната. Често нели доаѓаат веројатно со некои желби, можеби преку продажбите го имате тој момент. Често се оди кон суплементација и заради изглед, исклучиво заради изглед. Дали се случува луѓе да дојдат да бараат нешто во теретана кое што е невозможно? Значи, не знам, не викам сега да пораснам јас 5 сантиметри, меѓутоа да изгледа, да кажеме, жена на начин на кој што не може или маж гледате дека нема таква конституција и така натаму. Па, моје мислење е дека секој човек може да изгледа убаво, ако доволно се посветиш, значи има Секој човек разлика. изгледа убаво, таму малку боди позитивите. Добро, збориме за формирање на телото, значи многу нормално некои луѓе имаат подобри генетски предиспозиции, отколку некои други, кај некој ќе иде полесно, кај некој потешко, но мислам дека со работа, со време, со труд, секој може да изгледа добро, така да има луѓе да што си поставуваат да кажам нереални цели, значи до лето сакам ова, за 2 месеци сакам она, секогаш, значи Направиме како Кайли Дженер или како Джиджи Хадид. не, до толку не, ама големо влијание имаат социјалните медиуми, значи се повеќе луѓето се споредуваат со, да речеме, инфлуенсерите, не само кај нас, туку во светот општо,
значи се споредуваат со славни личности, со инфлуенсери, сакаат да изгледаат како нив. Сега, дел од нив, значи ако некој е фитнес тренер, инфлуенсер, значи тоа значи како посветил цел живот на тоа. И Да. ти, ако 8 часа Си во да денот, речам- мене ми е да идам на работа, него му е да вежба и да јаде. Значи мене животот ми е тоа. Јас изгледам вака затоа што јас го живеам тој живот. Ти не го живееш и не треба да се споредиш со мене. Значи не треба со никој да се споредуваш. Гледај да бидеш подобра во тоа што го правиш и да изгледаш оно колку што можеш да се приучиш. Значи ти не треба да јадеш колку што јадам ја, не треба да вежеш колку што вежам ја, зашто имаш други обврски од текот на денот. Така, значи мене тоа ми е работа и тоа ми е животот. И така да луѓето се споредуваат со погрешни, да речам, идоли или нешто така. Значи, окей ти да ги земеш некои позитивни работи ако ти се свиѓаат кај тренерот, дека сакаш да смениш, да бидеш како него во некој дел, ама нема поента да се споредуваш со него. Ви се случило некогаш да дојде некој и да ви дава пример за одредено тело што би сакала еве другар ми за 3 месеци направи такво и такво тело, а при тоа вие да знаете ако видите слика или нешто слично, дека можеби тој другиот користел Па да, често се случува нефер тоа. тактики или нелегални Често се случува, супстанции. тоа е резултат, мислам, на недоволна едукација, да речем, што не можам да ги обвинам луѓето, затоа што ете јас за други области немам познавање. Сегаш и ете пре некој ден Ама правев можеш ли да препознаеш кога некој користи нешто дополнително и кога некој за оди да- по природниот, оној вие што да, викате за да лонг, препознаеш како се- беше, долгиот пат, како ви се викаше? Лонг позитив. По лонг позитив патот или кога оди по оној другиот пат? Фест, Малце, негатив. да кажам, комплицирано некогаш да препознаеш, значи јас лично некад можам да дадам моја процена, некогаш не. Најдобра процена може да дадат луѓе што го живеат тој живот, односно што се надпреваруваат. Во надпреварувањето е неопходно да користат ударени супстанции, значи дозволено е и е неопходно. И тие луѓе најубаво може да оценат дали некој конзумира нешто или не. Значи, они имаат многу подобра проценка од мене, затоа што јас не знам како телото да реагира на тие супстанции. А ако е тенсија има некоја Нереална слика, да, можеш многу лесно да И кажеш. да стана да стероидите да кажем стана многу достапни, почна многу широко исто така распространети. Не ги гледаат негативните ефекти, генерално е да Инстаграм, социјалните мрежи, можеби за физички да се прави све. Се исто така и генерално многу луѓе инфлуенсери промовираат дека не користат, да користат во позадина и тоа се создава доста голема конфузија посебно кај млада популација која што не Фрустрација е можеби некоја. не конфузија, поставување И на комплекси. нереални цели, мислење дека нешто може да се постигне, а не да знае позадината што е потребно да се жртвува за да се постигне тоа. И временски период, ова го постигнав на YouTube, на Instagram, ова го постигнав за 3 месеци. Тоа е маркетиншки продавање, во позадина се продаваат нели суплементи, се продаваат програми и така за вежбање и така натаму. Реалноста Да, е дека има е многу процес. агресивен маркетинг. Да, реалноста е дека све е процес. Кај Ништо не може мене, преку ноќ. од тај дана, јас сум највише импресиониран, да кажеме, најголеми резултати немаат тие што имаат најголем потенцијал. Значи, има некои што стварно имаат потенцијал, таква генетика, полесно може да направат тело, ама најголем резултат имаат, би кажал, тие што немаат толку потенцијал за вежбање, значи едноставно како млади не се бавеле со спорт, пошто се преснати на компјутер, немаат некоја желба кој знае како да изгледаат, ама они имаат нешто што другите го немаат. Значи, они слушаат. Значи, кога ќе дојдат на тренинг, они слушаат. Добре. И се доследни на процесот, значи не се презаат нигде, идат чекор по чекор, и они имаат најдобри резултати. И они сакаат колку и да е досаден процесот, затоа што тоа што гледаме на Инстаграм е све да биде интересно, да не биде досадно. Процесот е досаден. Значи треба континуирано да правиш едни исти работи, поготово кога си на почеток. Значи мојот тренинг сега е многу комплициран. Затоа што како напредуваш е се потешко и потешко. И поинтересно претпоставам. Па да, ама е многу покомплицирано, значи многу. А ти кога си почетник, нема потреба да ги комплицираш работите. Треба да изградиш една основа. Кога се гради основа, многу не треба да се комплицираат работите и сега луѓето сакаат да им биде интересно, секој тренинг нешто ново, а тоа не треба да биде така. И тие што
ги прават работите, јас што им кажам, значи што ги правиме досадните работи, тие имаат најдобри резултати. Добро. Без оглед на тоа што немаат некоја не знам, многу добра генетика или не знам што. Добро. Интересно звучи ова, ама и горе-долу сите оние кои што ги гледаме, кои што се бават и занимаваат со спорт, истото го кажуваат, дека бара многу редовна работа, како и со се останато, нели? Континуитетот е многу битен. И континуитет и многу работа позадина процесот, значи едно е тоа што се гледа, друго е процесот во позадина, две различни работи. Доста често имаме и ситуации каде што види го овој, види ова, вежба што прави сакам и јас. Прва работа тој 20 години се занимава со фитнес и го прави тоа. Друго, Ти ќе скршиш многу ако тоа скокнеш што го така. прави он за Инстаграм не е тоа што го прави он на тренинг. Добро. Ти за да можеш да го направиш тоа треба да вежбаш друго. Значи, тоа се две различни работи, што се прави за снимање за Инстаграм, а што се прави во позадина за да можеш да го правиш тоа за на Инстаграм, се две комплетно различни работи. И значи ова досадното го прават, па интересното малку го па снимаат. интересно, значи 90% досадното, па 1% интересното за покажување. За публика, што Да, би се за рекло. публика. Тоа е така горе-долу со многу области каде што Да. луѓето нели ќе го видат резултатот па викаат вау, колку е ова прекрасно, интересно, а не го гледаат целиот процес што носел до тоа интересното што можат да го видат. Ќе ве вратам затоа што мене ми е интересно на вашиот бизнис модел, ама и на делот кај што вие сте си бизнис партнери. Како е да се работи со брат ти? Затоа што кога сме дома, нели, и ќе си кажеш нешто и ќе се подскараш, мислам на крајот од денот браќа и сестри за тоа се, ама и најмногу се поддржуваш. Како ова изгледа во градење на заеднички бизнис? Па добро, ја кога би градел бизнис, тоа би било исклучиво со некој што ми е фамилија, значи некој што имам комплетна доверба, или нека не е фамилија, нека е некој многу близок другари што ме цел живот, исто така што имам многу доверба. Значи тоа е една голема предност да кажам, затоа што јас можам да се подпрем на него и он на мене, значи си помагаме, си веруваме. Сега многу нормално дека сме браќа, нека имаме различни ставови за нешто, меѓутоа сето тоа се решава со компромис. Се зависи од карактерот на луѓето. Значи со некој човек колку ја си близок, едноставно нема да можеш да водиш бизнис, затоа што јас имам другари што ги сакам премногу, ама се неодговорени. Значи он е таков кој човек неодговорен и со тој човек не можеш да водиш бизнис, ама така е стварно. Значи, Добро, спортистите обично се одговорни, си го ако не сакам се како другари се до тоа, ама не можам да сватам сериозно затоа што е неодговорен. Добро. Сега, значи кога бираш бизнес партнер, треба да е некој човек што ќе ти одговара. Си викаш злато ако освоил, валјда ќе биде Да, упорен. јас сме генерално дека двајца сме одговорни личности, дека е многу битно, мислам дека тоа како се надополнуваме. Ја имам, мислам, сите имаме предности и слабости, да речам, јас сум подобар во нешто, ама кога што имам недостаток, он ќе го пополни. Он Како, е подобар. Па ето он е подобар во комуникација со луѓето. Добро. Значи, него поише го бива за тоа. Мене повеќе ќе ме бива за нешто друго. И јас му оставам простор, он кај што е подобар, да си ја врши неговата работа, и онда му остави мене, ја кај што сум подобар, јас да вршам тоа. Значи така функционираме. Да имаме едно добро разбирање, така да се надополнуваме без тоа не ни представува никаков проблем генерално. Имаме добра, на одредени сегменти работиме заедно, на одредени сегменти сме поделени, така да добро функционира. Битно е да видиме... знаете да го одвоите ова професионално во тоа дома на семеен ручек се зборува исклучиво за работа или? Не, а како има потреба, ако има потреба ќе се зборува, ако нема потреба нема да се зборува, може и да се опуштиме да се правиме скроз друго. Значи генерално зависи, може и од интензитетот на денот. Кога имаш приватен бизнис, како вика, цел ден работиш. Да. Са посебно со два, од кој едниот е нели иновативен, нов, голем потенцијал, нонстоп се работи. Генерално голем дел од конверзациите се поврзани со бизнисот, но не е нормално дека имаме и време за свои лични разговори. Имаше интересни неколку поенти вака кога јас имав тука неколку брачни парови кои што имаат или се во врска имаат заеднички бизнис и некои дури си имаа правило. Дома кога сме на ручек не зборуваме за бизнис, кога сме на работа зборуваме, веројатно кога ќе дојдат и децата сакаш малку да ги поштедиш. Кој како си ја наредил, ја мислам. Треба да се направи да изграничи да не носиш работата дома. Значи тоа треба, ама кај нас не е така, затоа што татко ми се бави со бизнис
ја и брат ми сме со бизнисот, ти константно има некаков проблем, значи кога водиш собствен бизнис, ти има проблеми на секојдневна база. И на крај мајка ти вика, добро, ќе станам сега, ќе си прошетам доста више. Мајка ми не може да не слуша тоа. Тоа е така, зашто со тројца мачки не е лесно дома. И многу нормално Немој кога сме тројца, значи има уште повеќе, да речам, различни ставови и сега треба се договориме што како ќе биде. И така да доста време поминуваме во домашните услови да зборуваме за бизнис, што колку е добро, толку е лошо, ама тоа е. Добро, да, сега сте веројатно и на во таква стартап фаза, фаза, каде што целосно сте посветени на тоа, ви е интересно, ви е предизвик, со Социјалниот тек на живот време. моментално ни е сведен на минимум, барем мене. Значи, Со брат ти се дружите сега, социјален живот. да, значи јас сум голем дел од денот во теретана, вежбам, во производство сум кога треба да дојдам, мате повеќе брка некои други работи за производството, и он е во теретана држи тренинзи, и он вежба. Кога ќе дојам дома, сакал неки од тие 5-6 образи мора да ги изедам, значи тоа си бара време, значи тоа слободно време што го имам го трошам на дополнителна едукација, затоа што колку си добар не можеш да знаеш се, значи ето Да. во фитнесот тоа е една голема наука, што луѓето многу ја потценуваат, мислат дека е туку така, значи колку и да вежаш, колку и да се доцираш, сега ти има нешто што можеш да научиш дополнително, така да слободното време го трошам и на тоа, на дополнителна едукација и социјалниот живот е сведен на минимум. Добре. Ама убаво ми е. Па, тоа е најважно. Да, Ако си наоѓаш задоволство во работата, и Да. тоа е супер. А во делот на промоцијата и континуираната едукација, веројатно цело време следите што прави светот, затоа што производов повеќе цели, да кажеме, кон некои иновативни технологии светски. Што според вас, ајде, Матеј, ти за тоа што зборуваше и за тоа што понапредните земји прават, како истражуваат, што е еднината на храната? Значи, кои се некои новини кои што може да ги очекуваме во насока на храната од ова што вие го работите нормално, не очекувам Да. како научници да Вака би зборувате рекол, тука. можеби не е новина, можеби и прije искам кратко спомнам дека ќе се вратиме на миналото, ќе се вратиме од преработена храна, ќе се вратиме на органска храна. Значи тоа во секој тип, не само во датоци исхрана, и во примерната храна, мислам дека трендовите ќе одат натаму, ќе се вратат кон природно органско производство. Во однос на исто така во која индустрија здравствени предизвици со кои што се соочува моментално светов, исто така доста додатоците во исхрана кои што се наменети за подобрување на имунитетот на целокупното, значи функционирање, внатрешно функционирање на телото, исто така ќе имаат голем подем со оглед на тоа, значи каква е моменталната здравствените кризи во светот, значи во таа насока ќе се движат и иновациите. Но Као комбинација на некоја иновација и напредок во технологијата и органска да, храна. со органската храна, да. Мислам дека дека комбинирање она што го во насоката во која што се определивме и ние, комбинација помеѓу технолошкиот развој, науката на чега што ќе направат и она што постоело порано, односно природната органската храна, комбинација нивно комбинирање мислам дека ќе биде правецот значи во кој што ќе се движат иновациите. Дали мислите дека ние како земја можеме во оваа насока нешто да направиме? Зборувавме за контролирани услови за производство, некои кои што се на многу високо ниво или нешто слично, еве Можеме, центри за да. истражувања. Што ни недостасува нас? Имаше еден гостин кој што зборуваше за Сингапур и мислам Данска ја зема како пример, ама беше доста епизоди пред оваа, така што зборуваше за нивните стратегии за креирање на протеини. Значи, од најразлични извори, самата држава има стратегија да поддржи креирање на протеини, за да биде сигурна дека во секое време нејзиното население ќе биде нахрането. Добро, ја повеќе Има некоја таква идеја кај нас или не? Јас мислам дека кај нас повеќе со оглед на тоа на каква е почвата, поднебјето, мислам дека кај нас биејќи сме ние значи се обработува земјоделска земја сме, значи земјоделски култури имаме. Мислам дека во таа насока имаме почва која што плодна почва која што може да раѓа квалитетна храна, мислам дека барем за нас како Македонија во таа насока, на она што и порано го имало, дека таму треба да биде фокусот. Дали земјоделството и понатака ќе треба да продолжат да го работат луѓе кои што се родиле во село,
И ете, тоа има единствена опција, затоа што се повеќе гледаме дека младите луѓе, децата на овие луѓе кои што се во село, дел одат, нели мигрираат кон градовите, па таа плодна почва нема кој да ја работи. Малку трагична можеби податок за Можеби ќе за треба некој да се нас врати, ама- вас ве интересира храна, да одите да работите идем у село. земја. Да, види, мислам дека ќе се јави таа миграција на луѓето од село што према град, мислам дека ќе се јави проблем во недостатокот на храна. Веќе се јавува. Се јавува и тоа ќе влие и на повисоки цени на храната. Или можеби технологија Сега, со од друга која страна, што технологијата се повеќе развива, ќе- да, порано ако било физички човекот со кој со вол, нели, да нивите да ги ора, сега има машини кои што му Да се помагаат, бере со кои што му многу помагаат, да, берачи и така берењето, значи, кои што му помагаат на човекот, ама мислам дека да, дека ќе почнат луѓето веќе и да се враќаат назад кон одреден процент, барем кои што сакаат во таа индустрија да живеат и работат. Може би не оние кои што се родиле таму, ама оние кои што сакаат да живеат на тој начин. Гледаме примери за тоа. Во светот веќе има млади луѓе кои што се одлучуваат да направат промена од град кон село, сами да си произведуваат и слично. Земјоделството кај нас се повеќе се раѓаат луѓе кои што сакаат да го гледат како бизнис, значи да технички, технолошки да го развиваат и така натаму. Мислам дека многу повеќе она што го зборувавме со Матеј, дека едноставно имаме недостаток на луѓе кои што сакаат квалитетно да произведуваат нешто на нива. Многу повеќе се цели кон нормално друго е производство. сите да сакаат, мислам сите, повеќето од луѓето да сакаат во град да живеат. Значи тие што Нормално. живеат во помали градови доаѓаат во Скопје. Да, Значи, и тоа е во тоа е ред. сосема нормално. Јас да Апсолутно. сум роден надвор од Скопје, јас би сакал да живеам во Скопје. Така? Да. Така да Ма не не може да знам. ги осудиме луѓето Јас да. што доаѓаат тука и сакаат да водат живот. Сакам да завршам со нешто што во моментов периодов го одбележува на некој начин, а тоа е стравот од непознатото и од новите технологии. Вие користите нова технологија, нешто што е традиционално користено на секаде низ светот, да го споите во едно и да направите, нели, супер храна, како што ја нарекувате. Меѓутоа, пазарот секогаш има некоја бариера кога нешто му е ново и непознато. Како да го надминеме овој страв, како да создадеме доверба? Па преку едукација и преку институциите. Значи, пред се самото тоа што производот, односно производите наши ги поминале сите институции, тоа е знак, значи дека производот е пред се безбеден. Друга работа е едукацијата за, да кажем, за ефикасноста на производот, треба едукација и треба нормално да се проба, да се конзумира, да се видат позитивните ефекти, па можеби најдобра реклама и од човек на човек. Кога некој ќе каже, го купив ова, одлично се чувствувам, ми помогна, тоа бара време. Значи, Да. човек на човек бара време, ние сме се уште на почеток, свесни сме дека треба одредено време и тоа е процес да помине, но сме тргнали, како што кажав на почеток, по тој пат, така да Ќе го одите. ќе годиме. Да. Добро. Има интерес за тоа што веќе создавате нови продукти, има интерес за постечките? Да, значи интерес се јавува, како што од ден на ден се зголемува интересот, посебно кај луѓе кога ќе не слушнат, кога ќе им објасниме за што се работи, за состојките, за ефикасноста, за безбедноста, тогаш веќе значи све повеќе, тогаш да кажам се зголемува интересот кон производите. А имате веќе луѓе кои што повеќе пати нарачуваат? Да, Да? почнуваат, да. Добро. Мислам дека редовните клиенти се една важна база Да. за секој производ, а особено за ваков тип на производи, така што тоа е одлично ако имате повторени Да, побарувачки. повторено купување, тоа значи тоа е веќе добар знак, значи дека сме на вистинскиот пат. Така е. Добро, ви благодарам. Дали нешто за крај би сакале да кажете баш во овие ваши области? Како да го гледаме спортот на долг рок или како спремање за лето? Затоа што сега почнува тоа време. Секако на долг рок, значи според мене не треба, значи не е секој за теретана, значи иако ја се бавам со тоа, знам дека не сакаат сите да вежбаат теретана и е сосема окей, според мене треба сите да имаат барем некаква физичка активност, затоа што еден од подобрите начин да го дегенерираш телото е да немаш физичка активност. Така да тие што не се љубители на теретаната може да се бават со некој друг спорт. Значи има многу спортови, нека пешачат, нека трчаат, значи било што нека прават, само да се физички
активни. Да, супер поента. Пешачењето е underrated. Тоа го сватив нормално во бременост како повеќето жени. Да, било што, значи, што кажа брат ми, треба, мислам дека сите треба да се занимаваат со физичка активност за општо здравје и благосостојба, да се храниме здраво, за значи да бидеме здрави и да се чувствуваме убаво. Тоа е најбитно. На крајот од денот, значи да бидеме здрави, да бидеме среќни, да се чувствуваме убаво. Така е, се слагам. Се надевам дека повеќе луѓе од оние кои што не следат ги измотивиравме да бидат здрави. Се надевам и јас, да. Да, ако ништо друго научија нешто ново, а и оние кои што размислуваат да почнат и да влезат во предизвикот наречен создавање на прехранбен производ кој што ќе биде и супер храна, кој што е иновативен. Сето тоа звучи добро, меѓутоа, ете, сега им го кажавме патот кој што мора да се изоди до таму, па се надевам дека повеќе луѓе на паметен начин сето ова ќе го прават како вас. Ви благодарам. Фала ти многу за поканата.